Од септември започнува процесот на оптимизација во образованието во општина Карвенци, најави денеска на пресградоначалникот Виктор Паунов, истакнувајќи дека општината и менаџментот на општинското основно училиште Страшо Пинџур целосно се на страната на учениците и родителите, бидејќи затоа што секогаш тие се на прво место кога е во прашање интересот на нив и на најмалите, тоа се учениците. Затоа ние цврсто ќе стоиме во оваа борба да успееме до крај и да го почитуваме законот, но и да успееме да имаме подрачни училишта во повеќе населени места. Паунов ги демонтира информациите за дел од подрачните училишта во село Крупиште и Долни Балван дека ќе бидат затворени. Ова е неточна информација. Подрачното основно училиште во селото Крупиште ќе продолжи да функционира, иако е опфатено со дел од оптимизацијата, затоа што е намален бројот на деца, но ова училиште ќе продолжи да работи со една паралелка во оделенската настава, затоа што бројот на деца во ова населено место во ово училиште изнесува под 10 или поточно број 9 деца од прво до пето оделение. Се шпекулира и за селото Долни Балван, меѓутоа овде сакам конкретно да изјавам дека во комуникација со Министерството за образование и наука, општина Карвинци и основното училиште Страшо Пинџур во интензивни разговори и комуникации се уште е непознато дали ова училиште ќе успее да обезбеди една комбинирана паралелка, затоа што е надвор од моментално од постоечкиот закон за комбинирање на паралелки. Процесот на оптимизација е присутен во општината и треба да се спроведе, бидејќи демографската слика не е иста како порано, истекна Паунов, додавајќи дека оптимизацијата ќе се спроведе етапно, така што општината и менаџментот на училиштето согласно законската регулатива ќе гледа таа да не биде на штета на учениците, родителите и подрачните училишта.